24 анализа, добре дојдовте во телевизија 24. Македонија изгуби во фудбалскиот меч со Украина, меѓутоа се чини дека го изгуби и европскиот меч во Софија, оттаму пораки дека Бугарија останува на ветото и дека нема намера да се премисли во однос на нивните позиции. Официјалното образложение бидејќи Македонија не го почитува договор за добро соседство како што велат бугарските власти, меѓутоа и поради фактот што тие немаат парламенти, се со техничка влада. Има ли шанси булдожер дипломатијата да промени нешто до вторник кога почнуваат состаноците на највисоко ниво во Брисел, или пак Македонија останува повторно во чекалната како сето тоа ќе се одрази врз меѓуетничките односи, особено по дел од европските најави кои што стивнаа, меѓутоа беа актуелни, дека е можно раздвојување на пакетот Македонија Албанија. Дали новото останување во чекалната ќе биде тригер за парламентарни избори и како коалицијскиот партнер во власта ДУИ планира да се справи со сето тоа во пресрет на локалните избори, особено со новата платформа која што тие велат дека сега им е приоритет Зелена Македонија, докаде зошто токму сега и каде беа сите овие години кога министер за екологија беше токму од нивната партија за политиката, меѓутоа и за сето она што очекува државата. Вечерва интервју во телевизија 24 во 24 анализа со Артан Груби, прв вице-премиер во владата и министер за политички системи и односи меѓу заедниците. Добре дојдовте, ви благодарам што прифативте поканата. Благодарам за поканата и добро ни се врати. Драго ми е што те гледам повторно на екраните. Поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на ТВ24. Ви благодарам. Очигледно е дека во наредниот период ќе има многу политички случувања, како и секогаш во Македонија, пак имаме многу шанси за разговор. Господине Груби, како што кажав, Македонија го изгуби надпреварот со Украина во Букурешт. Го гледавте? Жал ми е, да, го гледав во канцеларија и жал ми е, изигра многу добро нашите момци, мора да им честитам за пожртвуваноста во таа игра и во првиот надпревар, не само во вториот. Несреќно изгубивме во последните неколку минути во првиот и во вториот, би рекол, несреќно, но сепак е голем успех да се учествува на Европското првенство. Сите честитки на федерацијата, сите честитки на екипата, на нашата репрезентација и многу ми е мило што играат и не представуваат достоинствено на Европското првенство. Се надевам на позитивен резултат исто така и на последниот надпревар со Холандија, но секако постигнавме голови и во првиот и во вториот надпревар, што е за почит и ова е само почеток на една успешна приказна на нашиот фудбал. Ве прашувам, бидејќи ви го гледам новиот стајлинг со маичка наместо кошула, како што вообичаено се појавувате, зошто нема дрес? Маичката не е дрес на македонската репрезентација? Имаше дрес, значи се појави во дрес кога ги пречекавме играчите, ако се сеќавате, на косовската граница, после баражот. Од кога Македонија се пласираше на европската? Да, кога се пласираше заедно со премиерот Заев, ги пречекавме и тоа беше чекање од неколку часа, од 11 навечер до кај 4 наутро, ако не се лажам, требаше да слетат на Скопскиот аеродром, но поради маглата слетаа во Приштинскиот аеродром, па отидовме да ги почекаме, да ги пречекаме на Блаце, така да го носев дресот секако и ќе го носам така како што го носат и многу други наши играчи, но и политичари. Но сега нов стајлинг со Джордан, мислам дека така е добро и се надам дека ќе... Ова има нешто врска до поблиску до граѓаните, нешто во однос на зелената агенда? Не, сум го обожавал Джордан и Чикаго Булс кога играше баскет и сега е Джордан во мода овие денови, така да. Уште едно прашање, зошто не отидовте во Букурешт да ги бодрите од трибините како висок функционер од ДУИ, бидејќи бевме сведоци дека кога сакате некого да бодрите, бевте цела ДУИ на стадионот кога Шкендија стана првак на Македонија, а дури лидерот на ДУИ го крена и пехарот. Многу чудно прашањето, затоа што имаше повеќе министри од ДУИ во Букурешт него ли што имаше од било која друга партија. Беше Бујар Османи, беше Крешник Бектеши, имаше и други луѓе.
Па и премиерот Заев беше во Букуреш и отпосле испатува... И министерот за земјоделство беше. Да ви кажам. И после отпатува за Брисел, нели, на НАТО самит. самит. Со министерот за надворешно. И после отпатува на НАТО самитот во Брисел и знаете кога он е во отсуство, јас го заменувам тука и го предводев главниот кризен штаб на владата во понеделникот во неговото отсуство, и ако не успееше ќе водев и владината седница утре дента, се врати само половина час пред владината седница во вторникот. Така да, апсолутно да. Во Холандија ќе одите за третиот надпревар? Мислам дека ако не се лажам, ако нешто не е променето, условите за патување се невозможни со карантинирање во Холандија, така да за жал, ако нешто не е променето, нашите играчи ќе играат без бодрење од трибините и невозможно е да се оди и во Холандија. Добро, мислев нешто по дипломатски канали. Не, секако ќе ги бодрим од тука, сите надпревари ги гледам, жалам што сега сум на телевизија и не ги гледам Данска и Белгија, но сепак ја гледам репризата. Најважната споредна работа на светот, фудбалот, овие минути за тоа, меѓутоа најважната македонска работа деновиве е Европската Унија. Повторно, Македонија повторно во Софија ја доби само потврдата дека ново вето не чека следната недела во Брисел. Што понатака? Јас сакам да ги поздравам последниве напори на премиерот Заев, на министрот за надворешни османи, на вице-премиерот Димитров со денешнава посета на бугарските власти и со обидите, нели, да се помрдне од статус кво или од негатива, поточно кажано, ситуацијата наша со Бугарија, затоа што тоа всушност и не го заслужуваат граѓаните и заслужуваат да има, нели, унапредување на процесите со нашиот сосед, како и интеграцијските процеси во Европската Унија. Денеска нашата делегација на нашата влада пристапи со нови идеи, со нови предлози до нашите бугарски пријатели и се надевам дека ќе ги прифатат, иако тоа е една техничка привремена влада, иако се разговара за една влада која што нема политичка тежина и нема ниту готовност, нели, за да превземе политичка одговорност и одлука, но се надевам дека со помош исто така на партнерите, не само во Брисел, туку и во Вашингтон, да изнајдеме некој решение, да го откочиме процесот. Рековте нови предлози и во изјавата техничкиот премиер на Бугарија Стефан Јанев кажа дека дошла Македонија со конкретни предлози кои што ќе ги разгледаат следните денови. До вчера премиерот Заев буквално на секое појавување, а секојдневно се појавува, велеше дека единствено се преговара за португалскиот предлог. Да. Кои се новите предлози, господине Гурбин? Значи, нови предлози не за измена или дополнување на добрососедскиот договор, туку за имплементирање на добрососедскиот договор. Кога збориме за нови предлози, не збориме за нови решења, туку на начин како да ги адресираме загриженоста на бугарската страна. Дали тоа е надвор од португалскиот предлог? Не е надвор од португалскиот предлог. Португалскиот предлог го предложивме, рековме дека е добра основа за решавање на спорот. Бугарија го дочека на нож. Го дочека на нож безпотребно, сметаме дека е одличен предлог и неочекувано дојде одличен предлог од нивна страна, кој што беше добра основа за понатамошни преговори, како што и добра основа денешниот наш предлог се работи за обид на адресирање на нивните загрижености по однос на позициите на Република Северна Македонија кон нашиот сосед и е апсурдно да се размислува во денешен ден дека Македонија би имала било какви територијални претензии кон Бугарија или културни или историски или било какви други, или дека имаме некакви претензии кон македонското малцинство во Република Бугарија, прашање кое што го апсолвиравме и со договорот за добрососедство. Да, со Преспа, како и уставните измени, додека третиот јас сум го истакнал и претходно и сакам да го нагласам јасно, гласно, чисто, без двоумици, дека е апсолутно апсурдно барањето и не може да му се спори идентитетот на било кој човек, на било која заедница, и затоа со целосно се солидаризирам со моите македонски сограѓани, затоа што сметам дека е апсурдно некој да наведува дека моите македонски сограѓани биле нешто друго до 1945 година, а после 45 година
станале македонци. Па како се адресира оваа бугарска загриженост во новиот конкретен предлог? Тоа е апсолутно неприфатливо, безсмислено и сметам дека не треба воопшто и не е предмет на разговори, ниту на преговори и не е најмалку во духот на европската солидарност и интеграција. Затоа сметам дека треба да се остане на добрососедскиот договор, да мислиме на 2022 година, а не на 1822 година. Не може да се решава денешни спорови со начин на размислување од 18-19 век, затоа што сме веќе во 21 век и ги повикувам сите политичари да се приклучат на денешницата и да размислуваат за утрешнината, така да спорот може да се реши само ако гледаме кон 2022 и понатаму, а не ако гледаме наназад. Вака, малку појасно. Дали тој конкретен предлог што Македонија го достави до официјална Софија значи анекс на договорот за добрососедство? Како се адресира најклучното прашање, односно инсистирањето на Бугарија на нивната декларација од 2019 во која што тие тврдат дека македонскиот јазик не постоел пред 44-та, дека македонците имаат бугарски корени? Ви го кажав одговорот на ова прашање претходно, ви го кажав одговорот, туку треба загриженостите на Бугарија. Да, има неколку предлози и во духот на добрососедскиот договор кој што под никој услов не го спорат македонскиот идентитет, национален идентитет, македонскиот јазик и сметам дека е можно да се изнајдат формули за надминување на овој спор во духот на европската солидарност и преговори. Знаете, и Косово и Србија има одредени спорови, Косово се зачлени во меѓународни организации, па имаше формули кои што се билатерални, и со НАТО имавме формули кои што беа билатерални, ако се сеќавате, поради тоа што Турција не признаваше подуставното име, па во сите документи кои што НАТО ги објавуваше, пишуваше дека имаше фуснота и пишуваше дека Турција ја клучниот проблем меѓу Косово и Србија и натаму останува неуспех имаше пред неколку дена. Нашиот спор така да се уште заглавено членството на Србија. Нашиот спор со Грција, значи исто така билатерално беше решен од страна на НАТО, затоа што Турција инсистираше да се повикува на нашето уставно име и во сите документи во фуснота се објавуваше ставот на Турција дека Турција признава. Мола? Кој е предлогот за фуснотата со Софија? Не ви реков дека има предлог за фуснотата со Софија, но ви кажав дека има креативни. Да, кои се креативни? Да, сега да не испадне дека сум рекол со Софија, ве молам да бидеме многу точни. Па во текст се преговори, навистина би замолил и од јавноста и од новинарите да бидат малку трпеливи, во никој случај не се загрозени идентитетските прашања, така да би замолил за поддршка кон оваа влада и би замолил за трпење, затоа што низ преговорите не може да се прават по медиуми и по дебатни емисии. Ова е португалскиот предлог, оригинал, докој што интегрален дојде телевизија 24, тука се тие две еднострани декларации кои што предлага председателството на Португалија со Европската унија да се поднесат, во кои што јазикот се третира со одредени формулации од страна на Бугарија и одредени формулации од страна на Македонија. Македонија треба да го признае датумот на кодифицирање, криличното писмо, меѓутоа го нема зборот постои од, додека во бугарската страна го се дефинира таа формулација дека Бугарија смета дека македонскиот јазик постои од 44-та година. Дали ова е едно од можните креативни решенија? Не би сакал да коментирам, не гледам што имате пред вас, значи. Можам слободно да гледам. Но сепак додека нешто не е објавено во јавноста, не би сакал да коментирам за детали, затоа што се во тек преговори. Како што разговараме сега се на состанок нашите представници во Софија. И едно нешто можам да уверам е дека работиме во најдобрите интереси на државата. Ако се сеќавате, слична ваква хистерија, како што гледаме од опозицијата, постоеше и за време на постигнување на Преспанскиот договор, при што велевме дека и утре ден таки изгрее сонцето и ништо нема да и се деси на нашата држава, туку напротив ќе биде посилна и ќе биде зачленета во НАТО, што и се случи. Со Преспанскиот договор преживеа нашата држава, си доби тапија на државноста, си доби тапија на својата
територија и се зачлени во клубот на најсилните држави на планетата. Денеска е од подпишувањето на Преспанскиот Точно договор, така, меѓутоа 3 завчера имаше официјална жалба од официјална Атина до УЕФА дека Македонија не може да игра под акронимот МКД или со ФФМ на адресовите, на пример, што е регулирано согласно Преспа. Јасно ми е и Сакам да секако кажа дека дека ќе има односите нешто во договорите пишува едно, меѓутоа политиката секогаш ќе има предизвици, секојдневни предизвици, како што има и животот секојдневни предизвици. И договорот од Преспа ќе си има своји предизвици, како што си има и Охридскиот на самата своја 20 годишнина денес, како што ќе има и добрососедскиот договор своји предизвици, но сметам дека сме во најдобра можна ситуација да го имплементираме во целост. Имаме одлични односи со грчкиот сосед, како што гледате. Па завчера Ден Диас не покажа баш некои одлични односи. Па има, секако дека има реакција, затоа што ќе има инцидентни ситуации, како што се деси ова со фудбалот или со било која друга ситуација, но битно е што правиме потоа. Потоа ние постапуваме кон решавање. Гледате економски односи помеѓу Скопје и Атина економските односи се одлични. Ние дури инвестираме сега во заедничка инвестиција во Адрианаполис таму, во однос на гасификацијата на нашата земја, така да гледам на вистина убави перспективи помеѓу нас и Грција, но сакав да појаснам околу стравовите кои што денес се појавуваат во јавноста. Сепак радикална е бугарската позиција, бугарската декларација е радикална. Порадикална од грчката позиција која што беше 20 години како мач врз нашиот врат. Или? И тоа го решивме. И денеска Македонија е силна држава, игра на Европско првенство, членка на НАТО, со добиено зелено светло за членство во Европската унија. Софија вели дека до 44-та немало македонци, сите сме биле бугари. Јас го кажав тоа претходно, нели? Ви кажам во однос на радикалноста. Многу јасно го кажав, многу гласно, не знам колку пати треба да го повторам, дека ми е апсурдно тоа барање и дека не може да се решава спорови од 2021 година со методологија од 18-19 век. Апсолутно не може и тоа е неприфатливо. Бугарската позиција нема никаква солидаризација ниту од Брисел, ниту од Берлин, ниту од Париз, ниту од било кој друг главен град од земјите членки на Европската унија. Правилата на Европската унија се такви. Да, консензус. И бараме солидаризација, бараме меѓународната заедница исто така да се вклучи како што се вклучи и во решавањето на билатералниот спор со Атина и да ни помогне во надминување на ситуацијата на спорот со Бугарија. Јас се надевам и убеден сум дека со новите избори во јули во Бугарија ќе имаме политичка влада која што ќе може да донесе одлука и која што ќе пристапи кон сериозни преговори. Ние сме готови да седнеме и да донесеме одлука. Ако не успееме во овој последен напор пред следната недела, тогаш сум убеден дека со новата политичка влада некаде во август, која ќе се одбере во Бугарија, ќе пристапиме директно кон преговори и да го прославиме, да ја прославиме 20 годишнината на Охридски рамковен договор и 30 годишнината на независноста на нашата држава на најдобар можен начин со откочување на Тоа би значило некаде во декември прва меѓувладина конференција? Во декември одлука, затоа што нели самитот е во декември, ако нема во октомври, може и во октомври да се донесе одлука и што е можно поскоро, се надевам годинава на прва меѓувладина конференција. Ви ги спомнав проблемите што ги имавме деновиве со Грција во однос на жалбите до УЕФА, апропо Преспанскиот договор, заради тоа што во 2017 кога се потпиша фамозниот договор за добрососедство, јас известував од тоа подпишување и премиерот Зоран Заев и тогашниот премиер 2 август. Бојко Борисов тврдеа дека тука завршуваат сите проблеми, дека е готово, Македонија и Бугарија се братски народи и така натаму. Во 2018-та владина делегација, меѓу која тогашниот вице-премиер, актуелен министер за надворешни работи, во авионот славеше датум за почеток на преговорите, ние сме повторно пред вето. Како сега да видиме? Еве, вие велите уште една можна креативни решенија со кои што може билатерално да се решат недоразбирањата, односно да се адресираат, како што рековте, загриженоста на Софија. Што, и да го направиме тоа, што уште нема конкретно што би биле тие
креативни решенија, што ќе ни даде гаранција дека после 6 месеци во декември Бугарија ќе рече сега уште ова ни фали. Сега тоа е хипотетичка ситуација. Ма Ива, што ни се случува со Преспа? Хипотетичка ситуација, но добрососедскиот договор се потпиша на 2 август на Илинден. Да кажам, извинете, дека за сите договори оваа влада тврди, начело со премиерот Заев, готово, завршени се. Проблемите, немаме веќе проблеми, излегува дека затоа што пристапуваме со верба. Повторно. Македонија извисува. Затоа што пристапуваме со огромна доверба, со верба во тоа дека постигнуваме договор за да ги реализираме нашите цели, и затоа што на вистина сме искрени во тоа што го работиме. Сакаме да видиме државата во НАТО, имаме во НАТО, сакаме да видиме државата во Европската Унија и затоа правиме се и се што и се надеваме дека кога ќе постигнеме договор, дека е веќе постигнат и дека сите ќе останат на тоа што го ветиле за да го испорачат. Европската Унија не е таква, господине Груби, дури еден Трамп се повлече од договорот за климатските промени. Но еве се врати. Но еве председателот Бајден се врати. Да, и ние ќе имаме нова влада во Бугарија. Видовме дека ВМРО на Каракачанов не го помина прагот и такви политики не добија поддршка од страна на бугарските гласачи, така да можеби тоа ќе биде голем сигнал за новата влада дека националистички политики или не имањето на добри соседски односи со директните соседи не е нешто што наидува на поддршка од страна на гласачите. Договорите ги носиме и кои што не се лесни. Сигурни дека новата влада, прво дека ќе има стабилна нова влада Бугарија, а второ дека таа влада ќе седне и со разум би направила некаков, не знам јас каков, сепак тоа е нов договор, ново решение. Значи треба да има некакви измени во актуелниот. Дали тоа би било анекс или било патогас. Затоа што не знам утрешнината што ќе ми донесе, но реков дека се надевам дека ќе има силна политичка влада која што ќе пристапи кон преговори во август месец и заедно, како што реков, да прославиме Охридски 20 годишнина и независност 30 годишнина со договор и одлука за прва меѓувладина конференција. Заев денеска вети во Софија, ми се чини дека таа изјава имам и друг пат чуено во однос на отварањето на уставот за бугарите да влезат како малцински народ. Тоа е, нели, веќе разговарано не само за бугарите, туку и за хрватите и за другите црногорците и другите немнозински заедници кои што се во Македонија. Дуи нема против ништото? Не. Не прашуваме бидејќи обично кога се на вестово отворање на уставот во Македонија почнуваат разни жалботеки и пандорини кутии се отвараат, секој има нешто да каже што би требало да се вметне во уставот. Не, по овој однос немаме ништо против, а по однос на менување на уставот би било добро да се тргнат некои недоследности, како што видовме, имавме кризи и во 2015, и во 2016, и во 2017, па и сега со пандемијата. Доделувањето на мандатот и вонредната состава. Мислам дека може да се разјаснат било кој старо барање бадентер на секој ниво во судството, јавното обвинителство и така натаму. Па претежно го имаме. Реализирано, имплементирано. Има дел што треба уставно да се регулира. Претежно е регулирано, значи изборот на судиите, изборот на јавните обвинители е со двојно мнозинство во судски совет и во обвинителски совет, така да функционира и гледаме дека апсолутно никаков проблем. Двојното мнозинство функционира и во собранието и гледаме дека нема никаков проблем. Консенсуалноста функционира. Значи имате ново креативно решение кое што би го барале со отварање на уставот? Во уставот единствено нешто што би можело да биде е да се решат сите овие недоследности политички. Може би и појаснување на амандманот 7 на член 5 на уставот околу употребата на албанскиот јазик, но сега зборуваме, нели, хипотетички, ако би било, кога би било и кога би се отворил уставот при зачленување во Европската Унија. Уште едно прашање имам на оваа тема во однос на најавите кои што Вархеј ги кажа, потоа експресно беа одбиени од функционирање на Европската, односно демантирани од функционирање на Европската комисија во однос на одвојувањето на пакетот Македонија и Албанија. Македонија е известно дека добива вето. До кога ќе се согласи Албанија да го Па не зависи од Албанија. Не зависи од Албанија. Можно ли да се случи одвојување на пакетот и можно ли е такво нешто да влијае во меѓуетничките односи во Македонија? Наискрено не верувам дека може да има одвојување, не верувам дека тога ќе го
тоа ќе одлучат лидерите на земјите членки на Европската унија. Напротив, ако се сеќавате, минатата година обратна беше ситуацијата, кога всушност Македонија ги имаше исполнето сите услови, додека Албанија имаше проблем со судските реформи, посебно Уставниот суд. Тогаш беше обратна ситуацијата и тогаш немаше decoupling, немаше одвојување и убеден сум дека и ова година нема да има никакво одвојување, затоа што заслужуваме двете земји да отвориме преговори. Жалам малку и за позицијата на Европската унија. Сметам дека земјите членки, Унијата како целина, треба да биде многу поприсутна на Западен Балкан во Југоисточна Европа и да биде многу поприсутна во носењето на решенијата во спорот, нашиот спор со Софија, спорот помеѓу Приштина и Белград, ситуацијата во Босна и Херцеговина, така да очекувам од Брисел да го исполни својот дел од задачите. Нашите граѓани, граѓаните на Северна Македонија, сите македонци и албанци, сите други, направија огромна пожртвуваност за да ја видат оваа држава во НАТО и во Европската унија. Променивме устав со промена на уставното име за зачленување во НАТО и за зачленување во Европската унија. Заедницата евроамериканска, како што ја нарекувам јас, или евроатлантска, НАТО. Значи, од кого очекувате поголем притисок во наредните денови? Од американската администрација или од европската? Бидејќи се вклучи активно американската со... Евроамериканската заедница испорача. Ни рекоа, направете го овој компромис, ќе ве зачлениме во НАТО. И не зачленија во услови на пандемија. Се сеќавате, се сретна шпанскиот парламент во услови на пандемија, од кога се нема сретнато долго време и под посебни протоколи само да го усвојат, да го ратификуваат протоколот за членство на нашата земја во НАТО, и тоа се деси, за што сме им многу благодарни, така да таа заедница на солидарност евроамериканска испорача. Време да испорача и Европската унија, и затоа очекуваме поголема присутност, поголема храброст од Европската унија и поголема посветеност да кажат дека на вистина го мислат тоа што го кажуваат. Бара храброст од нас, испорачавме. Јас бев пратеник, бев претседател на Комисијата за европски прашања, ако се сеќавате. Сите овие прашања помина низ тие раце и знам во детали како се дојде до тој успех. Знаеме и кој беа законот за амнестија. И кои беа пораките од европските лидери. Ако се сеќавате, господјата Меркел правеше кампања, господјата Меј како премиер на Велика Британија, па се до господинот Пенс, председател на Соединетите американски држави. Така да очекуваме иста таква храброст од европските лидери како што ја покажа нашите политичари и нашите граѓани кон правење на многу тежок компромис кој што беше апсурден спор, но го направивме за да го реализираме нашиот сон. Очекуваме иста таква посветеност и од европските лидери да покажат сериозност во нивните политики. Господине Груби, премиерот Заев денеска во Софија кажа дека треба да се затвори, за да се отворат прозорците на иднината, треба да се затвори вратата на историјата, бидејќи се правело промаја и може иднината да излезе. Го парафразирам, нешто тој контекст беше. Кажа дека Македонија оди со декларација од Македонското собрание од 96-та, кој што осудува сето она што се случувало во земјата во периодот на комунизмот. Колку горчливата кнедла што ќе ја зголтне Македонија ќе биде историска во однос на споделената или заедничка, како што велат бугарите, историја? Или само нивна? Вие инсистиравте да има албанец во историската комисија, тоа се случи преку ноќ таа смена. Немаше тогаш некои посебни детали како и зошто. И што има дошло за? Што само требаше голема транспарентност да има. Па транспарентност, нели се откажа еден член, да, и се именува друг член. Немаше нешто. Сакам да кажам дека претпоставувам дека ги знаете деталите и имате на владино ниво. Да. Значи никаква историска кнедла, туку ќе го дадеме ли Гоце Делчев? Ќе се откажем ли од Гоце Делчев? Никаква историска кнедла не треба се проголта, туку напротив ќе имаме иднински десерт. И ќе станеме членка на Европската еднина. А што значи тоа? Тоа ќе значи дека не сме подготвени на било какви компромиси кои што задираат во идентитетот, во јазикот
во историјата, напротив, сакаме да ги решаваме споровите со менталитет на 2021 година, а не на 18-19 век. Пауза за реклами и продолжуваме со новата агенда и она што ДУИ го нуди како новитет во земјава пред локалните избори. ДУИ ја менува етничката агенда со зелена платформа. Ова го најави помпезно на долго очекуваниот и најавуваниот настан лидерот на ДУИ Али Ахмети во вториот дел од 24 анализа токму за оваа најава колку е пиар стратегија или пак празно ветување како она за албанец премиер. Ке продолжиме во разговорот со првиот вице-премиер Артан Груби и министар за политички систем. Господине Груби, зелена ДУИ, што значи тоа? Дојдовте со тротинет овде на емисија или со велосипед? Ме насмеавте со празно ветување на ДУИ. Ке ми рековте, сега ке ми кажете за 100 дена, така? Не, ќе ви кажам дека ДУИ не ветува на празно. Па премиер албанец де факто се уствари дека е празно ветување. И дека се што ветува ДУИ го реализира. Наместо 4 години 100 дена, така? Вратете се наназад. Од 2002 година па се до ден денес, се што рекол Али Ахмети испорача и изреализира. Сега дали е 4 години, дали е 100 дена, нема врска, така? Јас се сеќам кога го биравме Тала Џафери за преседател на собрање на 27 април, заедно бевме во салата. Тези ве се познати ваши. Бевме заедно. Одговорите ми конкретно. Бевме заедно во салата на 27 април 2017 година. Заедно бевме во салата, имаше такви, не знам, немири, не знам како да ги нарачам, страшни. Немирите повеќе беше заради промена на власта, заради таа Џафери беа немирите кога беше страшни околности, но за одбрана. Добро, друга ми е тезата. Знам што по однос на изборот на Тала Џафери како прв албанец на чело на собранието на нашата држава. После 4 години, кога го избраа повторно, не беше ниту вест. Ве слушав, сега скоро ја имав тистата теза кажана за друг медиум. Благодарам. Кога се повторува, се учи полесно. Значи, тогаш 27 април не беше само Тала Џафери, беше комплетната политичка состојба, промената на власта, заменувањето на Никола Груевски во опозиција, СЈО и така натаму. На 27 април се избра Тала Џафери и ништо друго не се случи. Само Тала Џафери се избра. Сето друго што го велите вие беше последен месец. Без разлика. Тоа беше предлог на новото мнозинство. И се избра Тала Џафери без никакви проблеми, во најдобар можен тек, дури опозицијата го признава за председател на собранието и ако ги прашате граѓаните, го предводи собранието, можеби еден од најдобрите председатели на собранието кои што сме ги имали и тоа во најтежок можен период после 27 април 2017 година. Во однос на албанец премиер, знаете дека на изборите на 15 јули 2020 и истршавме токму со таа платформа, дека е дојдено времето, зашто да не е оваа држава да има и албанец еден премиер, тоа беше, на тоа реагира многу лошо. Последната точка од етничката агенда, или? На тоа беше многу лошо реагирано од страна на СДСМ, од страна на ВМРО, ако се сеќавате, и на другите политички партии. И испадна дека на крај самиот мандатар своевремено, значи сега премиер Зоран Заев, кажа дека ќе отстапи во последните 100 дена од владата и дека премиер ќе биде на предлог на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, што значи државата ќе има Господин Груев, вие не истрчавте со предлог албанец премиер 100 дена. Па не рековме албанец премиер 8 години. Кандидатот што го избравте и сега среќно си го гласате во собрание за народен правобранител, не сега, пред извесен период. Значи, тоа што го кажавме е дека албанец премиер ќе има во државата и тој премиер ќе биде за сите граѓани, не само за албанците. Сега сакате да кажете, вие не кажавте колку ќе биде мандатот на албанецот премиер, туку дека ќе има само албанец. Јас сакам да кажам само тоа што сакам да го кажам, а не тоа што сакате вие да го чуете или сакате вие да го разберете. Така да, јас сакам да кажам дека албанец премиер на оваа држава ќе има и тоа ќе биде премиер за сите граѓани подеднаков, како што е Тала Џафери председател на сите пратеници и председател на собранието. На таа функција? Јас себе си. Јас сум многу кандидатов што го промовиравте веќе не е во игра? Да. Јас сум многу радосен што е дојдено времето во нашата земја дека и македонците и другите заедници
ќе прифатат еден албанец да ја предводи владата без разлика на личноста која тоа ќе биде. Тоа ќе биде спорно етничката. Како никогаш не било спорно, не знам беше која држава живеете. Кога вие кога излеговте вие, кога вие излеговте со колку може, со 15 гласа дека ќе барате премиер. Немојте, не сакам да се навратам на таа агенда, и вие знаете дека, знаете дека не зборувавте на кампања албанец премиер Стодена. Вие велевте албанец премиер. Да. Рековме, дојдено е времето за албанец премиер. И албанец премиер. Ќе биде 4 години, дали ќе биде Стодена? Тоа е работа на консенсуален договор помеѓу коалициони партнери. Ние сме свесни дека самите ние не може премиер, не можеше ниту СДСМ, не можеше ниту ВМРО, ниту една друга партија без коалиција не може да има премиер. Така ли е? Вие велевте. СДСМ има 46. Не знам кој ќе направи влада, знам дека премиерот ќе биде од Дуи. Вас ве цитирам, буквално ве цитирам. Не знаеме кој ќе направи влада, знаеме дека Дуи ќе биде во влада и дека албанец ќе биде премиер. Дека премиерот ќе биде. Да, и ќе биде, значи јасно, гласно, среде клуб на пратеници, пред 20 на камери, премиерот Заев го кажа тоа и веќе за нас е тоа решено прашање. Значи ние не сме разбрале дека вие сте мислеле само на Студена. Ајде сега за зелената агента да видиме повторно да не разбереме како што треба. 19 години сте на власт. Не 19 години постоите, 17 сте на власт. Да. Најмалку 7 министри сте имале за животна средина. 17 години сме на власт затоа што така одлучуваат граѓаните. И кога бевме на опозиција... Јас не реков како сте биле на власт, јас реков дека сте биле на власт. Да, дека ве поддржуваат граѓаните, ве гласаат, ве избират и сте нивни представници на власт. И кога бевме во опозиција... Имаше периоди кога тој принцип малце го скршите, на кој што сега се навраќате, гледам, ама добро. Не збориме за нас, не збориме за ВМРО и СДСМ. 7 министри за животна средина. И кога бевме во опозиција, ние бевме победници. Затоа што бевме неправедно во опозиција, ја срушивме таа влада за 14 месеци. 15 години министер бил од Дуи за животна средина. Да. Кој е епилогот? Епилогот е ѓубре на сите страни, во општините во кои што ваши се градоначалниците, Дивоград биво заштитени подрачја, кои што УНЕСКО ги нотифира, платформи во Матка, која што е национално богатство на природата, Дивоград Минис, Чаир, што има се ше понатаму сте. Тетово најверојатно без... Видете, Тетово без вода беше пред една недела, беше 2-3 недели без вода Тетово. Тој министер не бил само за Тетово, бил и за Струмица, бил и за Гевгелија, бил и за Кочан истиот министер. Јас сум вице-премиер и на тие граѓани во Валандово. Началници во вашите... Зборувавте за министри исто така, но без разлика. Да, дозволете ми да објаснам. Сакам да кажам, нели е малку лицемерно се тоа? Сега после сега дуи нешто зелена агенда. Сакам да сте поштедам затоа што ти е прв ден од како се вратила, ама не убаво да кажеш лицемерно на телевизија. Него ќе те поштедам. Не ве прашувам. Да. Не мора да ме поштедите. Фала ви, не ми треба поштеда, фала Богу, добра сум, жива, здрава. Не, сега вака. Не гледате ли лицемерие во ова? Ке ми дозволиш ја да објаснам сега, те молам. Те слушав? Да, и не ми одговоривте за тротинетот и велосипедот, со што дојдовте. Ке ми дозволиш и јас да позборувам малку на емисијава, претпоставувам дека граѓаните сака да чујат и јас што кажам. Ама и да ми одговорите на прашање. Да, ќе ви одговорам на сите прашања, ништо нема да остане одговорено. Во 2002 година ДУИ се формира како политичка партија на 5 јуни. И имаше приоритетна агенда. А таа приоритетна агенда на почеток беше битката за слобода, битката за еднаквост. И таа ја постигнавме. Нормативниот рамковен договор, нормативниот дел од рамковниот договор веќе усвоен во собранието е дел од уставот и се имплементира секојдневно, целоживотно, затоа што е дел од уставот веќе, нели? И обврска на сите граѓани да го почитуваат. Така да тоа го постигнавме. Битката за слобода, битката за еднаквост ја постигнавме. Албанскиот јазик е официјален јазик, символите си ги употребуваме на законски начин, застапеноста во институциите е веќе на адекватно ниво, иако се уште не е доволна. Да скратиме, нема многу време. Универзитети имаме на албански јазик, 2 државни и 1 приватен, штуловиот, нели? Така да легализирано и образованието на албанскиот јазик и на другите јазици, менаџираме со општини во целиот северозапад, од Струга па се до Липково, и ја извојувавме победата во првата наша битка за слобода, за еднаквост. Во втората наша битка, која што ни беше приоритет, беше за интеграција на земјава, интеграција на граѓаните.
во едно кохезивно општество на еднакви граѓани и интеграција во регионот и интеграција во Европската унија и во НАТО. И тоа го постигнавме. Постигнавме интеграција, јас секогаш велам, во нашето општество имаме по-кохезивно општество, имаме полојална држава кон граѓаните, при што и граѓаните и заедниците се полојални кон државата, имаме подобра интеграција во регионот, гледате ги тргаме границите, сега скоро подпишавме со Албанија, ќе направиме со Косово, исто со Бугарија и со Грција. Ама ова се има историја и вие сте дојдени тука со историја, не сте само дојдени од никаде. Значи, мора да се објасни за на граѓаните да им биде јасно зашто тие министри или зашто тие градоначалници може би изгрешиле. Може би изгрешиле. И во втората... Вие мислите дека сгрешиле? И во вториот наш приоритет, интеграцијата, сме успешни. Сме во НАТО, добивме зелено светло од земјите членки на Европската унија, дека отвараме преговори со Европската унија, останува само уште датума за меѓувладината прва конференција. Така да, и тој дел го решивме, и таа наша втора битка ја решивме. И кога ги заокруживме овие прашања на слобода, еднаквост и интеграција, дојдено е време да се бориме за живот. Живот, зелената агенда не ни е само околината, животот, квалитетот на живот, секојдневната живеачка. И затоа направивме... Би требало да биде приоритет број 1 квалитетот на живот за граѓаните. Па сега вие знаете, кога не сте слободни, приоритет ви е слободата. Кога не сте еднакви, приоритет ви е еднаквоста. Повеќе дури од квалитетот на животот. Кога не сте дел... На 2001 се подпиша рамковниот. Да. Кој што гарантираше се тоа вие што велите дека би било спорт. Поради едноумието на македонските политички елити во тие години се имплементираше ни сите овие скоро 2 децени. За жал, ако бевме храбри тоа да го направиме во 91 година, денеска ќе бевме во сосема различни околности и немаше да разговараме дали албанец ќе биде 100 дена премиер или не и тоа да биде спорно или преседател на државата ќе биде албанец. Без разлика, сакам да кажам дека да припадност спорен начинот и пиарскиот правевме длабинска анализа овие последни 8-9 месеци со неколку големи и огромни анкети од страна на Демократската унија за интеграција, имајќи во предвид дека славиме 20 годишнина на Охридскиот рамковен договор, каде што всушност ќе треба да прославиме заеднички успех на македонци, албанци и сите други заедници, имплементирајќи го најуспешниот мировен договор во регионот, во Европа и кој што може да биде пример. Јас сум парламентарна, ама вие го трошите времето. Не го трошам времето, сакам да елаборирам. Сакам да елаборирам сега, точно. Значи, од сега веќе нема ѓубре, нема дивоградби, нема нелегални платформи, нема... Све ќе биде окей. Квалитет на живот. Работиме на гасификација на секој единствен дом во нашата држава. Работиме на пругата Кишево-Лин со Албанија да се поврзиме со пристаништето во Драж. Работиме, дозволете ми, работиме на решавање 100% на менаџирањето со водите и со канализацијата. Значи, работиме на проект гасификацијата, ви ја кажав. Го правиме коридорот 8 и го завршуваме коридорот 10-2 поврзувањето. Значи, имаме такви убави проекти и истовремено и средства, финансиски средства за да ги реализираме, што сите граѓани всушност и ќе ја подржат Демократската унија за интеграција, затоа што сакаме да покажеме овоа преродување, оваа смена, да ја покажеме со дела, а не само со празни зборови. Го кажавте на вашите градоначалници? Да. Сите знаат се? Сите. А како не знаат јавно беше, вие како го знаете? Па не знам од кај да знам. Да. Исто така тоа значи дека сега од кога се сликавте во струга со отстранувањето на платформите, ќе ве видиме сега и во матка. Ќе ве видиме сега и во матка како се сликате на отстранување на платформите. Нула толеранција за било какво незаконито работење, за корупција, за било што е спротивно на законот. Кој се сгреши на законот ќе одговара. Од првиот па се до последниот. Било тоа да е министер, градоначалник, пратеник, партија, било што. Нула толеранција за криминал, организиран криминал и корупција и за незаконито работење. Значи, било каде да е. Дека дивоградбите што Мерко не ги гледа во струга ќе бидат турнати, дека платформите на матка ќе бидат отстранети, дека Арифи конечно во тетово ќе нема ѓубре и ќе има вода. Тоа значи дека ќе се почитува законот. Знаете што се деси во струга? Кога отидов дента?
човекот со платформата, првата која што ја срушивме, платформата му беше легална. Он се ја легализира. Концесијата му е истечена, платформата му е легална. И човекот консенсуално се договоривме, затоа што не може да срушиш легален објект, нели, легално изграден, пошто е легализирано. Консенсуално се договоривме на најдобар можен начин, си ја тргна сам, не само он, туку сите тие што има платформи. Истото и на Матка ќе се случува? На Охридското езеро. Нешто што е многу битно и што го разговарав дента таму со многу стружани е да развиеме план за развој на Струга. Знаете, Струга, како што ми кажа, не знам дали е точна бројката, но во Охрид има 60-70 хотели, а цела Струга нема ниту 5 хотели, а крајбрежјето на Струга е огромно во споредба со Охрид. Информацијата и на господинот Мерко, граначалникот на Охрид не се согласува. Јас од Мерко го слушнав, граначалникот на Охрид не се согласува. Кој што беше македонец. Кажете ми дали платформите во Матка исто вака ќе бидат фино, лепо отстранети? Работиме и на платформите од Матка, работиме и на сите други прашања. И на ѓубрето во Тетово. И на ѓубрето во Тетово, затоа што во моментов Тетово има договор со Дрисла и работиме на 5 регионални депони. Веќе го представивме планот во владата. Имаме 2 конкурентни плана, што е одлична вест. Значи имаме заинтересирани инвеститори и од Луксембург, имаме заинтересирани инвеститори и од Швајцарија. Двајцата понудија физибилити стадија за 5 регионални депони, вклучително и Скопје. Така да сме на добар тек да прифатиме една или дури двете, па да ги поделиме двете понуди. Физибилноста изгледа одлично и се надевам дека скоро ќе дојдеме и со предлог за стратешка инвестиција во собранието за решавање на овој проблем. Со што дојдовте денеска тука, со тротинета или со велосипед? Не, со возило, за жал. Со возило денеска, затоа што задоснив и како што знаете, директно во студио дојдов кај вас. Господине Груби, пред еден месец со голем број на пратеници гласа закон за дивоградби со кој што се возможи легализирање на дивоградби во заштитени подрачја. Не е така. Кој што се крена цела јавност на нозе, председателот него потпиша, законот се повлечен, сега не знам во моментов каков му е статусот. Претпоставувам дека тој поминал и на влада, имаше таму и во заштитени подрачја, и кај води, и кај извори и така натаму. Пред еден месец не бевте за зеленава агенда или тогаш не бевте зелени? Па на 5 јуни станавме зелени. Аха, пред тоа не се смета. Значи да ви кажам, пошто ви останав, ме прекинавте, зошто дојдовме до зелената агенда. Зелената агенда е иднината на животот. Гледаме, се согласувате и ќе гласате за ДУИ, затоа што се согласувате. Многу ми е драго. Груби, јас за кого гласам, тоа е параван. Или дали воопшто гласам. Да, со новата агенда на ДУИ. Според моментот што јас повеќето граѓани, не јас, повеќето граѓани според реакциите на Твитер и на Фејсбук, претпоставувам ги видовте, вие солидно следите се што има на социјалните мрежи. Сите видоа лицемерство во овој ваш потек. Знаете, прво... Затоа што и со факт ви кажам, вие самите рековте на 5 јуни станавме зелени, пред тоа дозволивме дивоградби во заштитени подрачја. Има еден цитат кој што му го атрибуираат на Ганди, но всушност не е негов, кој што велат дека при секоја нова одлука или при секој нова ваков храбар предлог, прво ќе те игнорираат, па после ќе те исмејуваат, па после ќе се борат против тебе, ќе се борат и на крај ќе победиш, и тоа се случува со ДУИ. Знаете, исто се случи со албанец премиер, исто се случи со албанец председател на собрање, исто се случи со албанскиот јазик, исто се случи со Тетовскиот универзитет. Со тезите, господине Груби. Така е. Значи, нема... Делата зборуваат. Ниту еден... Делата пред 5 јуни зборуваат дека вие сте гласале закон во кој што сте ниту еден човек што придонесува во јавното мнение во Македонија не остана рамнодушен на зелената агенда на ДУИ. Нема ниту еден кој што не се произнесе со колумна, со став, со твит, со Facebook статус од првиот до Тоа е пиар. Зборувам за новинари, зборувам за... Локални избори ви се пред врата. Значи бесплатно ни прават пиар. Тоа го велите? Не, тоа велам дека вие правите пиар. Па не правам пиар, ја ви велам дека пишуваше Геровски, пишуваше Поповски, пишуваше Ванковска, пишуваше цел свет. Тоа само што рековте дека пред 5 јуни не бевме зелени и законот за дивоградби стрекност и гласаш. Не го реков така, значи извртувате тези. Јас реков. Со истата. Рековте бевте ли зелени? Ја реков дека на 5 јуни го објавивме. А законот е пред 5 јуни? Не, рековте законот беше усвоен пред месец-два. Па беше пред 5 јуни усвоен.
Бевте ли тогаш зелени, ме прашавте? Ја ви кажав дека на 5 јуни го објави тоа господинот Ахмети, не пред 1 месец или 2. Така да, идејата е дека да, можевме да направиме многу повеќе со нашите министри за животна околина. И со вашите градоначалници. Да, многу можевме да направиме. Пошто повторно ќе направиме. мандат сега. Апсолутно. И жалам што не сме направиле Од Мерко до повеќе. Арифи до Блерин беџети и така натаму. Жалам што не сме направиле повеќе. И се извинувам што не сме направиле повеќе, затоа што бевме концентрирани на слободата, еднаквост и интеграцијата. Но пробајте не денес и гледате во првата недела, не само во првите денови, веќе имаме зелен фонд во буџетот. Веќе имаме, видите во Струга што направивме, и еколошка такса, па која сакате што ќе повлече по дефолт поскапување збарам според дел од економистите во сите сфери. Нема во сите сфери, во бензините и инфлација нема да има. Сакаме да имаме стабилна цена на струјата низ целата оваа година и се обидуваме да изнајдеме решение кое што всушност и опозицијата ги поддржува за да ја одржиме стабилноста. Дека стабилноста. инфлација нема да ни се случи? Што да ви гарантирам? Како да ви гарантирам јас дека утре нема да се деси нешто? Господ може да гарантира. Не, тоа беше ставот на владата, инфлација нема да има, ќе има еколошка такса, ама инфлација нема да има. Бидејќи сме пред крајот, рековте, се извинивте заради функционерите на ДУИ така натаму. Пробајте не денес и ќе видите. Во предвечерието, пред прата со локалните избори, сите овие спорни општини што неколку пати ги споменав, сите тие актуелни градоначалници се веќе кој јавно, кој индиректно најавуваат дека ќе бараат нов мандат. Направивме огромни Дали истражувања, со ви кажав. зеленава платформа значи дека Мерко, Арифи, Блерин беџети нема да бидат да речеме нови кандидати на ДУИ? Јас ви кажав дека направивме огромни истражувања последниве 8 месеци и само во последните 2 месеца имавме 5, оваа недела реализираме уште 5 други истражувања на јавното мнење и по општини и по цела држава и знаеме тосно каква е ситуацијата во секоја општина и во секоја држава. И затоа тоа што го ветуваме и го реализираме, затоа што знаеме што кажуваме претходно. Јас ви велам дека ДУИ, Демократската унија за интеграција, ќе ги победи апсолутно сите општини во Република Северна Македонија, каде што мнозинството на граѓаните се албанци и ќе биде пресудно за победата во Скопје, во Охрид, во Битола, во Куманово и во други општини каде што македонската заедница е. Со оглед на некои од анкетите, да речеме во Гостивар како стоите вие, како стои актуелниот градоначалник. Јас ви реков, не сакам арогантно да звучи тоа, но сакам да звучи самоуверено затоа што знам што зборувам. Анкетите покажуваат дека во Гостивар на пример губите. Анкетите покажаа дека сме 8-4 со нашите соперници во опозицијата. 8-4. Најголемиот раст го има Демократската унија за интеграција. Единствената партија која има конзистентност и која има раст. Ахмети се тука сторите. Апсолутно не. Ахмети е прв, Села е втор, Села е, дајте ви се молам, па Села е на ниво на Рамиз Мерко. Како може да го споредувате со Ахмети? Рамиз Мерко го победи Села. Рамиз Мерко го пензионира Села среде Струга, среде негова општина. Имаше тука и имавте вие и македонска поддршка и па он имаше од ВМРО поддршка како што има и денес. Вие имавте јавна, таа не беше. Дали ќе останат кандидатите за градоначалници истите? Сите наши кандидати за градоначалници ќе победат, вклучително и тој во Гостивар. Видовте дека половина од анкетираните граѓани, половина од граѓаните на Гостивар се незадоволни од работата на гостиварскиот градоначалник и бараат да се смени. Значи, гласна е потребата на гласачите и на граѓаните на Гостивар за промени, и таа промена ќе ја донесеме, затоа што знаат дека нив им треба градоначалник. Арбен има, Тарафари има 22, Дуи 17%. Градоначалник кој што ќе испорачува. 22 наспроти 17. Градоначалник кој што ќе работи за општината, а не за партијата. Мова веќе пропаганда. Кажете ми конкретно со имиња, кој ќе биде кандидат во Гостивар, не за двете? Во Гостивар наш кандидат е победникот. Кој? Победникот, тој што ќе ги победи изборите. Арбен Тараварите го поддржите? Според Ири, он е попопуларен од вас во моментов. Некако популарен од... Еве така вика Ири, во Гостивар Алијанса за албанците, незин член е градоначалникот Арбен Таравари. Има поддршка од 22% и Дуи 17%. Половина од граѓаните... Вие знаете дека ние Таравари го победивме во првиот круг? Се сеќавате? Дуи го победи.
на 2017 и за советници и за градоначалник. На двата изборни ливчиња го победивме. Мерко... Исто ке го победиме и сега, затоа што Таравари всушност беше... А зборуваме не е тука господин Не Таравари. е тука, но знаете, беше моментална еуфорија како што беше со господинот Кога не Руфи може да ви Османи. одговори, не е фер да... Добро, мене ме прашувате. Да. Мојот став е тој кон тоа. Ме И да биде прашувам, тука, Мерко и да не биде Арифи- тука, јас ќе му го кажам Мерко тоа. Арифи Не сме Беџи- на исто ниво за да биде тука. Тоа е веќе навред. Не, јас сум заменик премиера на градоначалник, тоа мислев. Он треба со друг градоначалник да Вие седи. сте шеф на кабинетот, е генерален секретар. Не, јас сум секретар на партија. Да, за меѓународно вето се работи. Не, Организацијски се извини. Фала ви многу. Значи да бидете точни, затоа ви велам. Добро, Значи не сме на исто равниште. Па новите функционери не се избрани после генералниот совет, така да не знам, може нешто Не меѓу време збориме се за десило. партиски, зборивме за градоначалник сега. Значи, Кажете половина ми, од граѓаните на Арифи- Гостивар бараат промена. Арифи, Беџети, Мерко, Висе, Струга, победуваме. Адеми. Кажете ми Дебар, дали победуваме. Долнени, Ама победуваме. секако, Кичево, победуваме. Гостивар, победуваме. Желино, победуваме. Боговина, победуваме. Теарце, победуваме. Врапчиште, победуваме. Сега не сте таму. Сарај, победуваме. Чаир, победуваме. Липково, Кој ви се лику- Липково, победуваме. А верувам и во Чашка ќе победиме. Века, вака сега звучите кој еден опозицијски функционер кога набројуваше во кои се општини победили. Разликата помеѓу нас и другите е тоа што На ви го денот кажав на изборите. Не почетокот. сакам Тоа што сумиња го да збориме кажувам, го реализираме. меѓутоа Тој кажуваше така, исто вака. си Разликата раскажуваше помеѓу напред. нас е нашиот track Нема да record. ми кажете кои ќе бидат кандидатите, така? Ние тоа што го велиме, го реализираме. Прашате го, нас разбира дали го реализирате, ли добро? Попрашате го вие. Ако не било дилот од почеток, као да биде само фигура. Прашате го вие. Ќе го прашам, планирам да го викнам за гостин. Дали можно да се случат парламентарни заедно со локалните? Не верувам, не, апсолутно не. Граѓаните заслужуваат да има мандат од 4 години во кој што ќе ни се овозможи да испорачаме. Имаме прекрасни проекти за квалитетот на животот, за зелената агенда и се надевам дека се гледаме на парламентарни избори во 2024 година. Чув информација неофицијална дека во моментот имате примирје со пратеникот и поранешен координатор и градоначалник на ДУИ во Чаир и координатор во Собрание поранешен, Изет Меджити, дека нема да добиете ниту ултиматум ниту независни листи, меѓутоа реконструкција дека е во игра по локалните избори. Се плашите дека ќе ве смени Ахмети од влада? Со Изет Меджити сте се виделе? Очекувате поддршка од Чаирскиот огранок за локалните избори? Подршка за кого? За ДУИ. Апсолутно, како тој на дуи огранокот не е. Добро, партија. имаше информации за независни листи за така натаму. Не. Велите дека нема Дуи дел ги победи. да бидат условно мирни критичарите на вашиот избор и работење, а потоа со реконструкција вие и Османи да заминете? Не ве разбрав. Критичарите на ДУИ и на вашата работа во моментов, високи функционери, подпредседател Изет Меджити е подпредседател на ДУИ, да не прави проблеми условно за локалните избори, за потоа да има реконструкција и вие и Османи да ве нема од влада. Ич. Значи, очекувате дека ќе си останете во влада. Реконструкција може да очекувам? Не очекувам, знам. Нема да има реконструкција? Воопшто, мислам, не само за вашиот дел, туку воопшто. Многу речито во однос на Меджити. Благодарам. Иронично беше. А ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието и до вирбата, останете со телевизија 24.